Добар ден и добре дојдовте на мојот YouTube канал. Во денешното видео ќе зборуваме во чест на овој голем христијански празник Великден, ќе зборуваме токму на таа тема, односно тема духовност, вера, Бог, психологијата позади духовноста, позади Библијата, позади Божјата промисла, позади целиот живот, концепт на животот и смислата на животот во една, да кажеме, блиска точка со христијанството, иако нема да се задржам на религиска смисла и аспект на ова моја видување, односно моја спознание на истекот на животот, туку ќе се задржам да биде блиску до христијанството, меѓутоа независно од религијата, значи независно од сите норми и правила кои што ги наметнува религијата. Целта на ова видео е да поттикнам луѓето да направат една убава самосвест за тоа што е духовноста, бидејќи се направи една голема негативна пропаганда за духовноста, за Бог, за религијата, поготово и луѓето некако низ животните искуства, тешките животни искуства, поготово во денешно време каде што обичниот човек се соочува со едни релативно големи искушенија на едно секојдневно ниво, ја изгуби таа внатрешна смисла дека постои нешто повисоко, поголемо од него кое што го штити и го чува. А зошто е тоа така, ќе се задржиме малку подоцна во ова видео. И целта е да дадам една објективна слика на тоа зошто луѓето ја изгубија верата, како може да се вратат кон верата и да ја разберат верата, бидејќи, знаете, многу низ вековите се направи една лоша слика за духовноста, бидејќи тука христијанството, верите заплеткале многу прсти и аспекти кои што не требале, бидејќи низ текот на историјата, религиите и луѓето сакајќи да донесат напредок или да служат на Бога, сепак некаде и отишли по крив пат и сето тоа го малку извитопериле, го изместиле од колосек како да се верува, што да се прави, како му служиш на Бога, како не му служиш, како си порочен, и така натаму. Значи денеска некако човекот се изгуби во тој поглед и затоа реши, чеки малце, ако правам ја лоши работи, очигледно не ми следува пекол, можам да си продолжам на животот, си го живеам животот онака како што сакам. Тоа не значи дека овие луѓе не се чувствуваат лошо длабоко во себе, меѓутоа нема се докажа некои нешта кои што религијата ги наметнуваше во текот на историјата, дека всушност не постојат и затоа луѓето некако па добро во што верувавме ние тогаш. И се разби некако таа доверба. И затоа луѓето почнаа да се самостајуваат, да стануваат понезависни, да имаат свој јас. Тука егото си зазема една голем грб, голема позадина, каде што си рече човекот, па добро, очигледно Бог нема да ми ги плати мене сметките на крајот од месецот, тогаш јас морам да правам некој нешто за да заработам пари, за да не знам таму што, за да некако преживеам мојот живот и да го закрпам крајот со крајот. Значи, тука е тој момент каде што луѓето го изгубија моментот на доверба во Бога. Меѓутоа, она што не го знаат луѓето е дека најчесто овој момент е пресуден кај многу животи, бидејќи најлесно е во тешките моменти да кажеш кај е сега Бог да ми помогне. Или, например, да не знаеме, да немаме знаење, да немаме мудрост во себе, да не читаме, да не инвестираме, макар да не се запознаваме ниту со некои библиски, христијански или побожни или духовни книги кои што ќе ни ја доближат таа духовност, за да процениме добро кои се тие нешта кои што јас ги правам, а можеби не смеам да ги правам или ги грешам, за да ми следува можеби негативни животни, да ми следуваат негативни животни периоди и дали да ми се случуваат лоши работи или да бидам искушувана или да се најдам на дно и затоа да го кривам на некој начин Бог или да не верувам, значи да имам
перцепција дека не постои Бог, а при тоа всушност јас да сум си ги накалемил сите проблеми до сега. Значи да сум правела лоши избори, лоши постапки, да не сум размислувала за другиот, значи да сум правела, јас би рекла, собствена карма, христијанството би рекло да одиш кон порочност или да одиш кон зло и самиот да се вовлечеш во таа црна енергија. Или ако гледаме од една филозофска тема и аспект, тоа е да едноставно да си го добиеш фатумот заради непромислата и незнаењето во себе. Значи, сите овие нешта што кажуваат дека кога ние не живееме како што треба и не имаме во себе одреден вид на основно познавање на нештата за животот, ние најчесто грешиме. Значи, грешиме при односот кон себе, при односот кон другите луѓе, при изборите, при односите со другите, при начинот на работење, за кого работиме, што работиме, дали развиваме наши таленти, дали развиваме нашата личност. Значи не можеме ние да го кривиме Бога за за нашиот живот, а при тоа не сме инвестирале во нашата целокупна структура на личноста да работиме одговорно, да ја преземеме одговорноста во својот живот и на некој начин со вера. Јас сега ќе се надоврзам на моето животно искуство за да ви доближам како тоа изгледа. Меѓутоа со вера да може човекот низ смакотропна работа да се одведе кон едно скалило, кое што тоа скалило ќе му придонесе помирен, поубав живот, поквалитетен живот. И луѓето, например, закоравуваат во погрешен правец, се неодговорни, ја криват судбината, ги криват душите кои што ги повредиле на животниот пат, кои што најчесто ги има во секој живот, и во мојот, и во твојот, и во сечи живот. Има души кои што едноставно некогаш на тие души сме им направиле ние нешто лошо и тоа ни се враќа, а како тоа се случува и за тоа малку ќе објаснам во текот на видеото. И ние се задржуваме на тие негативни аспекти кои што сме ги доживеале и на некој начин заради тие нешта од минатото, од тоа што ни се случило, од непреземаната одговорност за живот, ние сме се довеле во ситуација во која што сме несреќни и сега како јас да го барам Бога, како да верувам во Него кога видиме каде сум, а всушност ние сме си го направиле тоа каде сум. А тоа се надоврзува и всушност зашто се раѓаме кај одредени родители. Тоа веќе го имам претходно споменато како на духовно ниво зашто ние одбираме одредени родители, заради тоа што ние се раѓаме онаму каде што сме стигнале ниво на свесност и на развој на личноста од претходниот живот. Тоа значи дека ако сега вие работите во наредните 20 години на себе и се промените целосно, вие автоматски ќе се промените и од сегашните ваши родители, што докажува дека вие на некој начин сте судбината ваша во ваши раце. Значи, неизбежно е, тоа сум и јас денеска личен доказ, дека јас сум 100% променета од она која што сум била некогаш во минатото во рамките на моето семејство и родители. Значи, јас сум тоа сосема различен човек денеска. И затоа и всушност се имам родено во такво семејство, односно во семејство кое што не било религиски насочено, подложно на целосна вера, на служење на другите. Значи, многу поразлично семејство кое што на некој начин ми дозволило да ги искусам можеби негативните аспекти на животот и погледот и изборите и примерите. Меѓутоа, затоа со текот на животот некако сум трагала понезависно и сум ги видела двата аспекти. Како сум ги видела двата аспекти, сега ќе се надоврзам на моментот со мојот животен пат. Значи, еве јас кога почнав да трагам духовно и да се запознавам со духовноста, со смислата на животот, зошто сме ние тука и така натаму, јас всушност почнав сето тоа да го правам со помош на религијата. И ова е еден прв мој совет за оној кој што сака да почне да трага по духовноста и да се воздигнува духовно. Најдоброто нешто што може да го направи е да го направи преку христијанството, преку било која религија. Сите религии имаат иста основа, само различни своји филозофски правци, правила и слично. Зошто е важно? Бидејќи јас кога почнав да трагам по духовноста, сватив дека сум многу грешна. Значи, грешна во смисла на тоа да сум правела избори кои што не биле добри за мојата душа.
сум штетела на другите луѓе не знаејќи, сум мислела само за себе, иако сум мислела во тој момент дека јас мислам на другиот, сепак јас сум била себична длабоко во себе и ред други нешта, сега да не набројувам. Меѓутоа сум ги спознала преку религијата нештата кога сум сватила, значи има закони, не кради, не лажи, не прави штета на другиот, значи не убивај, не му прави зло на другиот, не оди кон зло и така натаму. Значи јас сум видела дека нешто не правам како што треба очигледно и некако се вроди тој природен страв кон божествената енергија. Меѓутоа не страв на тоа да сега јас сум толку грешна што не можам да го живеам животот, значи тука моментот мора да се припази да не се отиде кон преголем фатализам, односно крајност. Туку едноставно да се погледнеме длабоко во себе и да видиме дали ние сепак сме добри или не сме добри. Кога ќе дојдеме до таа точка, да се погледнеме себе, да го намалиме егото, сликата, маската пред другите и да видиме чекај малце дали јас имам нешто што треба да го поправам длабоко во себе, без разлика што и да е тоа, тогаш ние си дозволуваме на себе да се прочистиме. Тоа чистење не е лесно. Не е лесно и можеби затоа и најчесто луѓето се откажуваат, бидејќи секое освестување и доаѓање на моментот на јас нешто не правам како што треба и соочување со последиците од своите дела, а неизбежно, за да може духовно да се прочистиме, ние неизбежно и од претходниот живот и од овој живот мораме да се соочиме со искуствата кои што на некој начин сме ги правеле на другите луѓе, бидејќи вистинското духовно воздигнување не може да дојде без чистење на последиците од нашите дела. Кажете го тоа како сакате, дали е тоа карма, фатум или пекол, што и да е. Значи од пеколот што сме си го правели на себе и на другите. Од тука, кога ќе дојдете до тој степен, она што религијата го вели, значи ние доаѓаме до покаяние на некој начин и до духовно прочистување. Значи бараме прошка од Бога, од тоа што ние сме биле оддалечени од Него и на некој начин дозволуваме да се приближиме кон Него. И сега како тоа визуелно може да го разберете. Евете да кажам, ќе земам едно пенкало, да кажам дека ова сме ние. Ова е светот, а ова е Бог. И сега ние сме на границата. Ако ние премногу сме оделе кон светот, сме грешеле во лоши постапки кон другите души, не сме мислеле на нив, сме тепале деца, значи собствените деца, сме гледале себично, сме напакостувале, можеби сме работеле за работодавци кои што биле материјалисти само заради парите. Тие материјалисти правеле штета, можеби или значи злоупотребувале други работодавци и се ширел тој круг на зло и сега ние сме кон светот, значи не гледаме како да му се допаднеме на Бога, туку гледаме како да се допаднеме на светот и да си ги платиме нашите сметки, не преземајќи одговорноста за нашиот живот. И што правиме? Ние се оддалечуваме од Бога, а одиме кон светот, значи кон пороците на некој начин. И сега ние доаѓа момент, чекај малце, јас сум грешал тука и тука. И сега се освестувам и почнувам да го будам духовното во себе и да сваќам дека моите грешки се навистина големи грешки во очите на Бога, во очите на љубовта, на свеста и така натаму. И јас на тој начин почнувам да се покајувам, да се поправам во начинот на живот, на изборите, во односите со другите, да прекинувам контакти кои што не ми служат, да се покајам за можеби некои лоши дела, површно сексуално искуство, дрога, значи оговарање на други пријатели или варање на блиска љубовна личност. Примери давам, значи некој кој што на некој начин влијаеле да наталожите вие негативни искуства, дела кои што ве однале кон тој порочен свет, значи кон масата на луѓето. Доаѓаме до моментот каде што една личност која што го правела тоа сака да се прочисти, бара прошка, се извинува, едноставно сака да почне да служи на Бога, да верува, да си го среди животот и така натаму. И што се случува? Значи за да дојде она кон Бога, да се приближи кон таа чистота и љубов и духовно да се воздигне, она мора да ги отплати сите овие нешта.
не можеме, едноставно и јас лично сум сакала преку ноќ да бидат нештата, меѓутоа не можат. Значи ние мора да Бог ќе ни почне да ни доаѓа, да ни дава животни ситуации во кои што ќе мораме ние да се соочиме со слични, не можеби не истите, ама слични ситуации во кои што ќе ја тестира нашата духовна, морална, етичка страна и дали ние ќе постапиме на ист или сличен начин како што сме постапувале порано. И тоа може да се одвива буквално во 3, 4, 5 години, 10 години период каде што ние нашата личност ќе биде тестирана и со секое подобрување на нашата личност во X моменти кои што Бог ги знае кои се тие моменти, ние полека почнуваме да доаѓаме на нулта и полека да се одиме кон позитив, значи кон Бога. Што се случува кога ние одиме кон Бога? Значи во практична смисла почнувате вие едноставно да имате друг круг на луѓе околу себе. Необјаснливо да добивате животни искуства, луѓе, ситуации, околности, случувања кои што буквално како некој да ги праќа за вас за да ви помогне. Буквално до тој степен да ве одведе кон едно подобро животно скалило и да ги мести толку магично коцките, значи јас имам милиони и една животно искуство во кое што едноставно ми се ределе коцките необјаснливо, логично необјаснливо, до тој степен да биле во моја добровит. А јас сум една тврдоглава, многу тврдоглава личност која што оди вака кога се работи за некои нешта на кои што исто Бог ми дава одредени примери, искуства на кои што учам полека да не бидам толку строга и стрикна, туку едноставно да бидам повеќе препуштена на него, на Божјата промисла. И ми се докажале дека навистина се случуваат магични ствари бидејќи Бог функционира преку добрите луѓе. И замислете вие кога преминувате на поубаво работно место каде што има поубави луѓе или почнувате да се дружите со поубави луѓе каде што вие сте отргнати веќе од злото, значи Бог почнува преку добрите луѓе да ви ги носи сите нешта кои што вам лично ќе ве направат среќни. А кои се тие нешта кои вас лично ќе ве направат среќни, тоа најдобро го знае вашиот татко, некој кој што ја создал вашата душа на ова земско патување. Бидејќи како што уметникот што создава слика, значи слика, еве јас имам тука едно платно. Значи ова платно било бело. За јас да можам да го насликам вака, јас сум морала да користам мои способности за да си го нацртам и да си го насликам. Музичарот за да може да направи една прекрасна мелодија, песна, тој мора да работи, значи да создаде со својата животна енергија, да создаде свое уметничко, музичко дело. На ист начин Бог функционира со нашите души. Тој е татко на се постоечкото на оваа земја. Значи природата, птиците, животните, инсектите, луѓето, сето тоа не сме ние случајно паднати од небо за ние буквално како што денеска луѓето живеат и си ги вадат очите едни помеѓу други заради пари, заради лудило. Сето тоа е измислен начин од таа ниска порочност кај луѓето, која што го дозволува злото, кој што е оддалечен на човекот од оваа страна, од Бога. Значи, од срцето, од љубовта, од чистотата во себе и одаден кон нешто што е минливо, површно, кое што сега само е и во овие 100 години е само за мене, не можам да бидам вечно жив. Значи, само за мене живеам и на тој начин, кога се живее само за мене себично, луѓето едноставно не можат истовремено да живеат духовно. Едноставно не резонираат овие две страни. Меѓутоа, ајде да се вратиме на следната точка. Следната точка е за тоа како Бог не искушува. Значи, Бог неизбежно, кога сме ние во одредени животни околности, и тој најдобро знае нашата личност, нашите ниски карактерни слабости, и во текот на секоја недела ќе приметите дека од понеделник до петок, сабота најчесто ние на некој начин се соочуваме со некакви искушенија. Тоа се или лекции кои што треба да ги научиме за да ја поправиме нашата личност, тоа е најчесто, тоа е закон,
Меѓутоа, вториот аспект е дека Бог ни праќа одредени животни искуства само за да ја научиме лекцијата воопшто за нашиот избор кој што сме го направиле моментално или пред некое време. Значи, што значи во практичен пример, тоа може да биде ако сте се вработиле на некое работно место кое што не е добро, каде што има негативна зла енергија, каде што работиме за работодавец кој што можеби прави штета на другите луѓе. Пример, коцкарница, значи кладилница. Или, например, ако работиме во кладилница, казино, каде што луѓето од незнаење доаѓаат и си ги залажуваат своите животи со тоа што си ги даваат своите заработени пари или не знаеме од каде пари за нешто што навидум ќе им донесе поголема финансиска среќа и бенефит. Замислете, ние на тој начин што правиме? Ги подпомагаме овие материјалисти кои што сакаат да му ја земат душата на човекот со тоа што си ги даваат нивните пари, уништуваат семејства, уништуваат благосостојба и така натаму. Значи, тоа е тој момент каде што нас Бог ни ги носи лекциите низ овие, да кажеме, некои нешта каде што можеби сме на работни места на кои што не е добро. Тоа може да биде и буквално работа во бутик, каде што не сакаме ние да ја преземеме одговорноста за нашиот живот, работиме за некој работодавец кој што не експлоатира, кој што ни кажува да работиме се и се што или кој што ни дава премала плата. И можеби работиме работа во која што буквално се наплаќаат производите или облеката со преголеми суми на пари кои што едноставно еден обичен човек не може да си ги дозволи. И ние на тој начин што правиме? Работиме за работодавец кој што ги подредува другите обични луѓе и автоматски ги одвојува од елитата или од богатите. Значи, тоа е тој момент каде што Бог сака да не научи одредени лекции низ животните искуства, меѓутоа да сватиме ние каде грешиме, да ја преземеме одговорноста за својот живот, за нашата личност, за талентите, за способностите и да бидеме дисциплинирано истрајни и со благодарност да одиме кон Бога, бидејќи тоа е друг аспект. Например, некогаш едноставно за да ги развиеме тие способности ние мораме да работиме нешто попатно. Меѓутоа и тука треба да се внимава што е тоа. Иако во тие моменти едноставно не ги гледаш. Еве, си го враќам филмот, иако не сум работела за работодавци кои што, например, правеле премногу зло, бидејќи Бог ми има заштитено да не влезам таму. Но сакам да кажам, не сум ги гледала во тие моменти така нештата. Но ако ги гледате од овој аспект, вие си давате можност помалку да грешите, меѓутоа низ тој момент, низ тој процес на доведување на себе си на реализација на својата личност, таленти, способности, каде што можеби ќе работите нешто со своите таленти и ќе придонесувате за другите луѓе да се развијат, да се изразите себе уметнички, креативно или што и да е, значи не ви е во прва цел и приоритет профитот или луксузниот или богатиот живот. Значи, кај Бог тоа не постои. Кај Бог постои едноставно благодарност према животот, према сите основни нешта кои што ми се потребни во овој живот, а не итање кон некоја идила, замислен живот кој што реално е минливо задоволство. Реално тоа не е вистинската среќа и тоа секој што го поминал, еве јас сум имала животно искуство во кое што сум имала буквално све. Значи сум имала љубовен однос кој што едноставно сум добила секакво изобилство, луксус, што сум го замислувала како замисла во мојот живот, и тоа било едни од моите искуства во кои што најмногу си имам изгорано и сум видела дека таму каде што се тие огромни луксузни пари, таму е најголемата несреќа. Таму е најголемата депресија, анксиозност, таму е најголемата оддалеченост од Бога, бидејќи Бога не е тоа. Бога е љубов, Бога е природа, едноставност, вистински длабоки разговори со сродни луѓе, длабочина, едноставно продуховено живење во кое што го гледаш животот и активностите во денот на еден многу начин со огромно почитување кон се она што Бог ти го дал. И
низ тоа искуство сум сватила дека едноставно материјалното е ништо. Материјалното е ништо, бидејќи многу пати го кажам оној момент, замислете, еве сега сме на планетата Земја. Има милиарди планети, системи на созвездија и така натаму, каде што има толку многу вакви слични планети. Замислете во еден момент едноставно да не снема. Значи ништо нема да постои од тие работни позиции, од тие постигнувања, од судство, од политика, од продавници, од молови, ништо нема да постои. Ништо, буквално ништо нема да постои. Значи ова да се распрсте се и одново да се врати како на почетокот кога била почетната еволуција на земјината топка, ќе видиме дека се што ќе остане е буквално природата и она што првично го создал Бог во неговата промисла кога го создал животот на земјата. Тоа ни кажува дека се што е ова направено денеска е злоупотребено од Божјите ресурси само за во лична цел, за во лична потреба и моќ, за луѓето да прават пари затоа што се одвоиле од Бога. И кој е заклучокот на целото ова видео? Значи заклучокот е дека ние сме во еден голем апсурд, во огромен апсурд, се дека ние живееме одвоено од Бога. Меѓутоа, кога сме веќе кај Великден и кај празниците, ние живееме одвоено од Бога и кога пиеме алкохол во преголеми количини и кога јадеме месо. Зашто? Затоа што месото е животно. Значи, ако ја гледаме еволуцијата, значи сите ние растеме, еволуираме, така се менуваме, значи нашата душа се менува и стекнува некакви животни искуства. На ист начин и животното е дојдено, како неговата душа е дојдена на земјата за да еволуира и да ја развива неговата искуствена позадина и свест, бидејќи се има свест. Значи буквално и телефонот или лаптопот од кој што го гледате ова видео има своја вибрација, своја ниво на свесност. Ако е тоа така, тогаш и животното има своје ниво на свесност и има душа. Предметот нема душа, тоа е материја, тоа е нешто што се разградува. Меѓутоа има вибрација, има живот во него, но нема душа. Животното, инсектот има ниво, пониско еволутивно ниво, кое што во него има душа, кое што на некој начин живее. Значи сите кои што имаат дома милениче знаат дека едноставно тоа животинче има душа. Значи буквално да го штипне што има болка исто како нас. И замислете која штета е направена. Замислете која штета е направена низ историјата и до ден денеска и со овие месари кои што постојат, тоа е најголемо зло. И сега замислете, јас имам и такви животни примери, ќе го споделам, односно кои што ги знам, за тие луѓе кои што работат во месари, например, и нивната карма и нивните последици, поентата ми е дека тоа што го правиме ние на славите, тоа треба да се човекот да се само освести, да ја подигне својата свесност и да види дали е ова нормално и правилно што го правам јас, а не да се потпира на традицијата која што можеби е создадена од ниско свесни и неуки луѓе кои што направиле некој ритуал. И тоа нема врска со вистинската духовност, со она што и тоа, например, тука би ја вклучила и Библијата или христијанството, каде што му се наводно принесува жртва на Бога. Значи замислете, тоа е за мене апсурдно да убивам животно за да му давам доказ на Бога дека јас служам на него, а убивам нешто што и самиот тој го создал за да ми носи некаков позитивен бенефит во смисла на духовно да ме облагородува, а не да го јадам. Мислам, некои нешта едноставно човекот треба да ги освести бидејќи се грешни, а ги прави како да се тоа нормални христијански благословени нешта, правила и норми кои што се дадени од Бога. Не се дадени од Бога. Ако малку логично ги размислиме нештата, сето тоа е апсурдно, тоа пиење, тоа одење до бесвест со алкохол, со храна, со претеризам, значи се е тоа порочност, тоа нема врска со Бога. Ние го славиме Великден, Христовото воскресение, значи тоа што животот го дал Исус да биде пример за човештвото.
да биде пример дека без разлика на тоа колку и да ти искушува злото, јас ќе го одам патот на љубовта и ќе бидам пример. Значи тој бил да кажеме син кој што го изодел патот за да биде пример за човештвото и затоа луѓето многу се огледуваат на неговото дело, име, начин на живот. Значи моментот на самиот тој пример кажува дека ние треба да живееме според неговиот пример, да се стремиме кон неговиот пример за да можеме да се приближиме кон Бога, кон неговиот Божји син, кој што бил всушност самиот Бога. Значи целата приказна на христијанството, односно на Библијата е дека Исус бил самиот Бог, кој што дошол во материјална форма за да ги даде како пример вредностите кои што Бог претходно ги давал низ луѓето, за да остави пример белег дека вака треба да се живее, за да бидете вие добри, да живеете во хармонија и да не паднете во искушение кое што секогаш ќе доаѓа од тоа зло. Така што ете, тоа е, да кажеме, горе-доле, сигурно има уште многу, но мислам дека ќе направам уште едно видео на оваа тема, бидејќи оваа тема е реално многу долга, комплексна, длабока и колку и да зборувам нема крај, меѓутоа ќе направам уште едно видео во кое што ќе ви ги објаснам нештата кои се тие аспекти и начини на живот и дела кои што не оддалечуваат во денешното време од Бога и да ги внимавате, да ги пазите, затоа што на крај човештвото мора да дојде до една голема поделба, а доаѓа и денеска сме сведоци на тоа, затоа што има многу голямо зло нанесено на земјата, за да може да се оние луѓе кои што го одбрале несвесно или свесно злото, да дојдат до едно огромно деградирање, тоа мора неизбежно кај сите да се случи, бидејќи секој кој што тргнал со злото, тоа е една моја омилена поговорка, која што стално ја кажувам, а таа е кој со злото тикви сади, на крајот од главата ќе си ги мава. Секогаш тоа се докажало и мене лично ми се докажало дека тоа е така, бидејќи нема добробит, нема позитивен исход кога ние живееме за злото. И затоа човештвото мора да дојде до една поделба, тие што ќе останат со доброто, со љубовта, со чистотата, со неподлегнувањето на материјализмот и овие кои што ќе се изедат сами помеѓу себе, затоа што едноставно ќе бараат што повеќе и повеќе. Кога си изгубен од Бога, ти одиш во погрешен правец. Кој избори да го направиш, тебе ти е погрешен. Си со погрешен љубовен партнер, си со погрешно воспитание кон децата, си кај погрешен работодавец, си кај погрешен начин на живот, а си кон погрешни пријатели, значи и тоа толку добро те влече како река, буквално во пропаст, што неизбежно и невозможно е да не се одведеме кон пропаст. И затоа човештвото ќе дојде до моментот на оние што се духовно ќе бидат заштитени, ќе бидат подпомогнати од Бога, ќе биде дадено увид, предпазливост или Бог ќе ги промисли нештата да едноставно магично им го насочи животот во насока во која што ќе бидат спасени. И овие кои што се зла, односно тие не се зла, тие се само изгубени од животот. Значи не треба да ги гледаме како ти си тој, затоа што автоматски кога ние вперуваме прст во човекот кој што е грешен, ние автоматски се оддалечуваме од Бога. Значи ние треба да ги гледаме како луѓе кои што едноставно го сгрешиле патот и да бидеме ние пример можеби за еден ден они да се самоосвестат. Тоа го прават, значи, многу духовни светители во текот на историјата и многу децении и столетија, така што немате да очекувате дека ќе биде преку ноќ. Тоа е процес, тоа е еволуција и сега со ера на водолија која што доаѓа едно будење на човештвото, мислам дека ќе одиме во еден таков правец. Еден ден се она што е материјализирано, стрикно закоравено од политички систем, образование, стари книги што не му служат на човекот да се развива, да оди напред, конструктивно, критички да размислува. Значи, сето тоа мислам дека еден ден ќе мора да се уништи, затоа што ќе дојде човештвото до едно ќе се движи. Значи, зборувам за наредни 500-600 години, 1000 години, каде што човештвото ќе се движи и ќе свати дека не е суштината материјалното и еден ден едноставно ќе дојде до точка каде што па добро,
ако пробавме, еве, станавме богати, имавме се и се што го пропатувавме целиот свет, се направивме што имавме желби од нашата ниска природа и ќе сватат дека не е тоа поентата на животот. И еден ден неизбежно дека ќе мора да ја побараат смислата на животот. Така што поентата е дека треба да останеме кротки, да останеме со вера во Бога, да се молиме, да читаме Библија, си ја препорачуваме во наредното видео, може да се задржам на таа тема повеќе. Библијата не учи да бидеме подобри луѓе. Јас лично не се согласувам со многу нешто од Библијата, меѓутоа со многу нешто од Библијата едноставно се скротувам себе да не ги правам истите нешта како што сум ги правила претходно и мене буквално животот ми се подобрува, што значи дека Библијата носи едно позитивно вдахнување на љубов, на срдечност, на доброта во себе која што ја скротува онаа наша ниска природа, а во истата таа Библија јас не се согласувам со тие принесување на жртви на животни пред Бога, значи и некои нешта во неа кои што на пример едноставно или одење во тој пекол, меѓутоа иако мислам дека тој пекол кој што е напишан во Библијата метафорично се мисли на пеколот кој што ние самите си го создаваме. Бог не казнува. Не може нешто што е љубов, што е чистота, што е висока свест, значи тоа е висока свест. Ние не можеме на овој 3D материјален свет, значи не можеме да ја сватиме таа интелигенција. Тоа е математички прецизна свесност, значи која што мери буквално по реципроцитет, значи буквално тоа е физика, тоа е нешто што не може обичниот човек едноставно со зборови да го објасни. Тоа едноставно се живее и верата и тие случувања едноставно доаѓаат, верата се зголемува со тие случувања кои што човекот ги искусува со едни нереални, магични, математички прецизни нешта кои што се случуваат во неговиот живот и му ја стекнуваат таа доверба во Бога. А тоа може да се подпомогне со помош на Библијата, значи јас ја препорачувам, читајте ја Библијата, бидете критички во размислувањето, не одете слепо, бидејќи реално и нас како интелигенција, како свесност, со подигнувањето на свесноста и интелигенцијата ни е дадено да размислуваме со своја глава, не можеме едноставно да се препуштиме на Бог, значи ние имаме свој идентитет, али тој идентитет да го користиме во сврха на човештвото, на добробит, на креативното, на љубовта, на творечкото и така натаму. Така што ете, ви посакувам среќен великденски празник, мир, љубов, хармонија, ведрина и бидете добри, бидете паметни, бидете мудри и ете, ви посакувам мирен и хармоничен празник, а ние се гледаме во следното видео.